Ако сте на програмата на Телевизија Плюс, ќе го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Српскиот министер за образование ги посети училиштата. Министерот Спасовски во Кратово. Концерт Руски сон на Дарко Тодоровски. Основните училишта Браќа Рибар во Табановци и Светозар Марковиќ во Старо Нагоричане денеска ги посети српскиот министер за образование и наука Младен Шарчевиќ. Повеќе на оваа тема од прилогот што следува. Министерот за образование, наука и технолошки развој на Република Србија Младен Шарчевиќ денеска заедно со амбасадорката Душанка Дивјак Томиќ и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски ги посети училиштата во кои се изведува редовна настава на српски јазик Браќа Рибар во Табановци и Светозар Марковиќ во Старо Нагоричане. На првачињата им подари комплет учебници на српски јазик за новата учебна година. Министерот истакна дека е задоволен од интересот за соработка со македонската страна. Посочи дека Србија има јасни договори за подобрување на состојбата со малцинствата. Ono što je jako važno, znači pomoć koju ćemo mi pružiti kolegama iz Makedonskog ministarstva prosvete i nauke, jeste pomoć koju smo mi već pružili ljudima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa delom Bugarske, Turske, a to su procesi brze digitalizacije, procesi koji otvaranja poglavlja 25 i 26 koje smo mi već i zatvorili, su dobra evropska praksa, a oni se odnose na obrazovanje i nauku. Takođe, poglavlje 23 koje je jako bitno približavanje Severne Makedonije, znači ka članstvu ka Evropskoj uniji, podrazumeva rešavanje pitanja manjina. Ima tu mnogo posla. Znači, tu se moraju dizajnirati čitavi zakoni koji govore o udžbenicima, o načinu prevođenja udžbenika, prilagođavanja, recimo, srpskog autora prema makedonskom kurikulumu i tako dalje. Znači, to su veliki poslovi i mi ćemo ih raditi. Српскиот министер очекува до октомври да биде ратификуван договорот за соработка помеѓу Македонија и Србија во областа на образованието и науката. Nemamo obrazovanje ni u srednjih škola, niti za makedonsku zajednicu u Srbiji, niti za srpsku zajednicu u Makedoniji. Mislim da je to sledeći korak koji ćemo da pričamo. Osnovno obrazovanje je, kao što vidite, obuhvaćeno. Mi imamo ove godine porast odeljenja gde se nastava radi delom na makedonskom, to je 9 škola i to je u 5 lokalnih samouprava. Vidjet ćemo da li je to moguće još poboljšati i povećati, a ovde u Makedoniji ovo se smatra početkom. Tako da je jako važno da je vlada prihvatila taj status, da manjine, ne samo srpska, imaju što kvalitetnije uslove, a naravno da sa zajednicom Srba razgovaramo i o drugim projektima, kako poboljšati opšte uslove rada, nastave, saradnje, svakako je saradnje na polju stručnog usavršavanja nastavnika, razmena dece, ekskurzija, obe su zemlje punopravni članovi Erasmus Plus projekta, има низ других još mogućnosti. Шарчевиќ е оптимист дека со заеднички сили на двете држави може да се придонеси за подобри услови во училиштата. Веќе е формиран тим кој ќе работи и заеднички ќе ги утврдува приоритетите. Инаку српскиот министер е во дводневна посета на Македонија, а вчера присуствуваше и на отворањето на новото основно училиште Киро Глигоров во општина Центар. Почна изградбата на кружниот тек во Куманово на влезот од градот. Екипите на фирмата изведувач почнаа со градежните активности. Предходно општина Куманово усвои времен сообраќаен план за влезот на градот кај крстосницата на булеварот Трета македонска ударна бригада и улицата 11 октомври. Изградбата на кружниот тек влегува во рамки на развојната програма на општина Куманово, заедно со изградба и реконструкција на улици. Предходно кон крајот на јуни заврши тендерот за избор на компанијата за изградба на кружен тек во Куманово. Над 19,7 милиони денари одвои општината за изградба на кружниот тек на влезот на Куманово, а тендерот го доби кумановската фирма Кооп Инженеринг. Избраната компанија изведувач на градежните работи има рок од 3 месеци да го заврши проектот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска ја посети реновираната полициска станица во Кратово, за која од буџетот биле обезбедени 3 милиони и 800 илјади денари.
Министерот Спасовски имаше средба и со градоначалникот на Кратово Љупчо Бојаджиев, на која разговара за соработката меѓу полицијата и локалната самоуправа. Со пари обезбедени од буџетот на Министерството за внатрешни работи, по 4 децении реконструирана е полициската станица Кратово со цел да се обезбедат подобри услови за работа на полициските службеници, рече денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по посетата на ПС Кратово. Спасовски посочи дека градежните и другите работи за реновирање и санирање на објектот на ПС Кратово се целосно завршени, односно реализирана е уште една инвестиција вредна 3.800.000 денари. Ова е една инвестиција која што ја стави во приоритетите на Министерството за внатрешни работи. Сметавме дека на тој начин помагаме и на граѓаните и на општината, не само на полициските службеници. Посебно е важно да истакнам дека токму од 1 септември сега, или од месец септември, сите вработени во МВР, сите полициски службеници ќе имаат зголемување на својата плата за 5%, и на тој начин ќе влијаеме и на подобрување на животниот стандард на полициските службеници и на мотивираноста за нивната активност. Безбедносната состојба на подрачјето на ПС Кратово е стабилна, рече Спасовски. Радува фактот дека ова 2019 година имаме намалување на кривичните дела за 33% во споредба со минатата година, имаме намалување во делот на прекршоците на јавен ред и мир. Сето тоа гарантира дека таков тренд треба да се одржи понатаму, ги обврзува сите полициски службеници. Министерот Спасовски имаше средба и со градоначалникот на Кратово Љупчо Бојаджиев, на која разговара за соработката меѓу полицијата и локалната самоуправа која е на високо ниво, а потоа заедно присуствуваа на седницата на локалниот совет за превенција. Ми информираше за постапките докаде се во однос на проектите кои што ќе ги финансира државата за општина Кратово. Веќе ќе имаме реализација на неколку значајни проекти во општината со поддршка на владините институции, и тука владата на Република Северна Македонија стои на располагање да помогнеме во развојот на општината, заради тоа што е многу важно да ја развиваме општината и на тој начин да создаваме услови за граѓаните на општина Кратово и за младите да остануваат овде. Радува фактот што имаме ова година зголемен број на туристи во Кратово и мислам дека и тука треба да се насочи силно локалната самоуправа, па и државата да се помогне во создавање на услови за развој на туризмот. Разговаравме исто така за теми од проблемите со реализација на проекти од инфраструктурата, развојот на општината, стопанските капацитети, функционирањето на локалниот совет за превенција. Исто така имавме заедничка средба и со членовите на Советот на општина Кратово и припадниците на институциите кои што партиципираат во целата таа идеја за превенција. Постојаната и квалитетна соработка меѓу локалните власти и полицијата е еден од оние основни предуслови не само за партнерско делување во врска со низа заеднички интереси, туку и за постигнување ефективни резултати во личната безбедност и сигурноста на граѓаните, во одржувањето на јавниот ред и мир, во заштитата на материјалните добра, смета Спасовски. Според него, од суштинска важност е функционирањето на локалните совети за превенција, за навремена и квалитетна детекција на проблемите и приоритетите во рамки на локалната заедница и носење соодветни решенија. Кумановските пожарникари вчера бележат 2 интервенции. Како што информираат од регионалниот центар за оправување со кризи, во населбата Карпош горело запалено стрниште. Тројца пожарникари учествувале во гаснењето на пожарот во период од 14 часот и 15 минути до 15 часот и 55 минути. Во селото Тромеѓа горел запален смет. Таму интервенирале исто така тројца пожарникари во период од 22 часот и 38 минути до 23 часот и 15 минути. Влијанието на средновековниот Солун во ширењето на културата во регионот на Куманово е насловот на меѓународниот проект кој започна да го спроведува Националната установа Музеј Куманово. Повеќе на оваа тема од прилогот што следува.
Националната установа Музеј Куманово започна со реализација на меѓународниот проект Влијанието на средновековниот Солун во ширењето на културата во регионот на Куманово. Проектот се состои во документирање и анализирање на средновековните солунски споменици и можните врски и паралели со спомениците од движното и недвижното наследство од регионот на Куманово. Идејата за реализација на овој проект потекна од меѓународната народна конференција која што беше во едно село посветена на Кокино и таму имавме гости од странство, меѓу кои и од Солун, представник на Византолошкиот музеј од Солун, и тогаш се роди идејата да направиме една соработка која што би ја отсликала врската која што Солун имал со овој крај во средниот век. Така и го направивме тој пилот проект, значи лани до Министерството за култура поднесовме предлог идеја за разгледување која што ни беше одобрена, се состоеше од студиска посета на представник од Музеј Куманово во Солун, каде што ќе бидат документирани спомениците кои што ќе бидат од наш интерес. По тој повод, раководителот на проектот Дејан Ѓорѓиевски беше на 5-дневен студиски престој во Солун, каде што изврши теренско документирање на спомениците кои се во интерес на проектот, преку кои што според првичните анализи се забележува интензивна комуникација меѓу двата региони. Комуникацијата е видлива преку протокот на материјалните добра, но и преку интензивната размена на искуства и знаења, главно преку сликарството и архитектурата. Станува збор претежно за христијански споменици, затоа што во тој период христијанството била главната врска помеѓу двата региони. Извршив студиско снимање на спомениците со дозвола од нивниот Завод за заштита на споменици од Солун, извршив и снимање на фреските кои што беа во наш интерес, беа во посета на музејот Византолошки во Солун и во археолошкиот музеј, каде што имавме поблиска шанса да ги видиме предметите кои што се изложени таму и да направиме паралели со нас. За следниот период планирана е посета на експерт од Музеот на византиската култура во Солун, кој ќе изврши увид во движното културно наследство од византискиот период во Кумановско и ќе даде свое согледување на трговските и културните конекции меѓу двата региони. Руски сон е насловен концертот на оперскиот пејач Дарко Тодоровски, кој ќе се одржи утре вечер во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Концертот е по повод одбележување на 500 години од постоењето на Куманово. По повод 500 годишнината од постоењето на градот, утре вечер во Центарот за култура, солистички концерт насловен Руски сон ќе одржи оперскиот пејач Дарко Тодоровски. Тој ќе настапи со пијано придружба на Анастасија Грговска. На програмата ќе се најдат дела на руските великани. Јас одбрав да биде руска музика во програмата, затоа што тоа непосредно е поврзано со мене како човек кој што веќе 4-та година живее, студира, работи во Русија. Мислам дека е нешто што мене ме одбележува, имам приметено дека на нашиот народ му прија таквата музика и дека секогаш одговараат многу позитивно на новостите што ги носам од Москва, односно концертите, настапите, интервјуата на кои што раскажувам секогаш за моите настапи имено во Москва и не само во Москва. Секаде кај што одам јас се трудам да ја представам руската музика, а пропратно како македонец и македонската музика. Тодоровски посочи дека концертот ќе биде во рецитална форма, при што ќе започне со покласичен репертоар, па класични и салонски современи романси, а ќе заврши со последниот жар на руската романса. А на крајот ќе завршам со нешто кое што е многу специфично, многу интересно и никој го нема пеено тука кај нас, а тоа се последниот жанр на руската романса која веќе преминува во популарна песна и таа музика може да се слушне на секаде низ улиците на Москва, низ трговските центри, низ плоштадите. Инаку Тодоровски, што туку се врати од Италија, каде што одржа 3 оперски представи, светска премиера на корејската опера Шин Чунг и еден концерт кој поминал многу успешно. Тој упати апел до љубителите на класичната музика да дојдат утре вечер во Центарот за култура и заеднички да уживаат во прекрасните текстови на руските поети. Концертот започнува во 20 часот, а влезот ќе биде слободен. Во продолжение следуваат вестите од Македонија.
Комисијата за избори и именувања без дискусија донесе одлука да му предложи на собранието да ја разреши специјалната обвинителка Катица Јанева, изјави Илија Димовски по седницата која беше затворена за јавноста. Одлуката на комисијата сега оди кај председателот на собранието Талат Джафери, кој треба да закаже пленарна седница на која за да се разреши Јанева потребно е двотретинско мнозинство. Јанева е во притвор од 21 август, осомничена за злоупотреба на службената положба и овластувања во случајот рекет. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска-Јанковска, вршителот на должност заменик на амбасадорот на САД во Република Северна Македонија Џиар Литл Џон и заменик началникот на генерал-штабот на армијата Азим Нуредини, денеска свечено ги испратија припадниците на армијата кои што ќе учествуваат на воената вежба во Германија. Нуредини истакна дека нашата земја во оваа вежба ќе учествува со 140 припадници на армијата, од кои што со една пешадитска чета од првата механизирана пешадитска бригада и со еден ренџерски вод од полкот за специјални операции. Вршителот на должност заменик на амбасадорот на САД Литл Џон се заблагодари за дведеценискиот ангажман на нашата армија во мисиите. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска на денешната свеченост во Штипската касарна Јане Сандански истакна дека 140 припадници на армијата ќе бидат дел од оваа вежба од 10 до 30 септември, како и секогаш ќе ја докажат својата подготвеност да учествуваат во мисиите на земјите членки на НАТО. Најави дека по ланското зголемување на платите од септември ќе следи и ново покачување за 5% за вработените во армијата. Косово ја укина забраната за увоз на мед и компир од земјава, а Северна Македонија го стави Косово повторно на листата земји од кои е дозволен увоз на икра и подмладок од риба, соопшти денеска министерот за економија Крешник Бектеши. На пресконференција во владата Бектеши рече дека ќе нема компромиси и отстапки кога се работи за стандардите што треба да ги исполнуваат извозниците. Владата, потенцира Бектеши, останува посветена на продлабочување на соработката со Косово. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 30 степени, а минималната беше 15. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со услови за дожд во ноќните часови. Дневната температура ќе достигне до 30 степени, а утринската ќе биде до 16. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.